љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Во средна школа кога бев, имав една другарка, значи нонстоп ми викаше, ме благословаше Господ да не знам дали да те благослови да ти даде 3 машки деца. И тоа беше како за фраканција. И сега кога имам 3 машки деца, многу често се сеќавам на незините зборови. Отвораме ново поглавие во Мама Визија. Ви велам добре дојдовте во уште едно издание и како што можевте да забележите и од најавата, од интрото на оваа емисија, за прв пат имаме адвокатка, мајка во Мама Визија и се радувам затоа што ќе зборуваме со една, ќе речам, јавна личност и позната за многумина од вас, адвокатка која што често ја гледате на екраните, но овој пат ја поканивме да позборуваме од нејзино прво лице за нејзиното мајчинство. Таа е мајка на 3 сина, самохран родител веќе известно време, една силна, храбра жена која што поминала низ 2 разводи, жена која што ќе ни покаже како може и во современото општество една жена да не биде домакинка, да биде успешна во својата работа и да израсне 3 големи храбри синови арслани, што би се рекло во народскиот јазик. Ви посакувам добро дојдовте. Весна Тренковска, адвокатка, ми е огромно задоволство што ја прифативте поканата. Ви благодарам и вас за поканата и мене ми е огромно задоволство да настапувам вака во некоја емисија покрај професионално и во приватниот живот. Верувам дека ви е удобно. Многумина кои што се појавуваат во јавноста изборуваат нешто професионално. Кога ќе дојдат овде велат имаме трема дека треба да зборуваме за нешто лично. Се надевам кај вас тремата не постои како адвокат. Па мислам дека не. Ако има на почетокот, после тоа ќе исчезне. Ќе ги поздравиме Калин, Лазар и Мартин, кои што се вашите синови. Калин 19 години, Лазар 16, Мартин 7 години најмалиот. Ајде за почеток, првата бременост ја на 23 години станувате за прв пат мајка. На 21 и пол. На 21 и пол. Така, моја грешка во пресметките. Какво беше тоа чувство на толку рана возраст? Какво беше чувството кога ги видовте тие 2 цртки, кога дознавте дека сте бремена? Па кога ги видов тие 2 цртки, јас мислам дека колку си помлад, толку тоа се некако поприродно го доживуваш, колку си повозрасен, потоа ќе кажам нели во текот на разговорот, бидејќи третата бременост ми беше на 35 години, оваа ми беше се радував, некако не бев свесна за сето тоа што ме чека. Нели сите на момент во првиот впечаток кој ќе ги видиш тие 2 линии или кога ќе отидеш на гинеколог, нели ќе испиташ на крв, се радуваш, но не знаеш што е следното и кои се другите нели предизвици кои што животот ти ги носи. Секако дека бев радосна за Калин, како и за секоја друга бременост, но таа бременост дали дека бев нели најмлада прва бременост, многу лесно ја поднесов. Значи немав никаков проблем, функционирав безпрекорно, учев, бев студент во тоа време, значи бев 3-та година на правниот факултет, одредовно се префрли во вонредно, така да сите работи кои што ги носеше животот како една млада личност, ги поднесував, немав никаков проблем во однос на бременоста. Зашто ли тоа дека беше изненадување за вас оваа бременост? Дали дојде ненадено или можеби посакувавте со тогашниот партнер разговаравте и планиравте да имате дете? Не, бевме премногу млади. Значи никако не очекувавме дека такво нешто ќе се случи. Не знам, едноставно така требало да биде, од Господ било дадено, да. И јас знам дека пошто секојдневно и ден денеска вежбам, имам некоја физичка активност, не дека професионално се занимавам, ама гледам да бидам активна и се сеќавам дека скокав на јаже дома. И во тој нели тогаш и ми се слоши нешто, не ми дојде добро, а обично немам гајле, значи стварно сум физички активна, немам проблем околу тоа. И си реков дека нешто се случува. И му соопштив на бившиот сопруг. И отидовме, мислам дека беше во Ремедика, да направиме крвна слика и анализа и двајцата се радуваме, ама бевме многу деца, мислам, нели? Да. Дури не знаеш ни да се изразуваш, тоа е многу рана возраст. Па нели самата тоа свадба, деца, бременост, тоа се ти изгледа многу интересно дека е. Не е се така розово. Да. Секогаш дефинитивно. Имавте ли поддршка од вашето семејство тогаш, со оглед на тоа што сте биле студент, сте имале кариера пред вас, очигледно уште тогаш сте биле амбициозна и сте сакале да станете адвокат. Каква поддршка добивте од вашите во тоа време? Па моите беа изненадени. Знам дека беше
на мајка ми роден, мислам дека така нешто март, 6 март, и отидов, она исто мајка ми е адвокат во пензија, и отидов во незината адвокатска канцеларија заедно со сопругот, нели, и купивме подарок за роден ден и за 8 март и како на тој начин ќе кажеме за да ја ублажиме ситуацијата. Јас кој реков, мамо, имам нешто да ти кажам, она ми рече, знам. Дали е некој мајчински стик, не знам. А татко ми беше многу луд, затоа што можеби не убаво да кажам, мислам дека сметаше затоа што ние родителите знаеме од поголема перспектива да ги гледаме дали за нашите деца тој избор е правилен или не. Мислам дека татко ми процени од многу, нели од еднашка дека тој избор не ми бил правилен. И некако се лутеше, ама не е да покажува за да нешто ме навреди или било како, али јас осеќав, чувствував дека тој не му беше баш пријатно. Али секако дека нели свадбата понатака и Калин и сите работи, мислам ги прими на најубав можен начин, али првиот момент мислам дека не се воодушеви од мојот избор. Да, многу често се случува тоа родителите да знаат да проценат за детето дали го избираат вистинскиот партнер, некако посебно во тие млади години кога се уште сме нели доволно незрели за да процениме и немаме доволно искуство. Ако направиме паралела, какви беа вашите 3 бременности, дали имате сличности во нив? Или различни беа сите 3? Па вака, во однос на Калин, првиот бев најмалку се поправив, тоа беше ветен внимавав, бидејќи тогаш и свадбата требаше да ја спремаме. Во однос на Лазар на второто се поправив многу, значи 25 килограми, со тоа што тогаш веќе нели го заврши факултетот, инаку морам да кажам дека со Калин дипломирав кога бев трудна, со Лазе го завршив правосудниот испит, така да они ми се епте нели учени деца, а со Мартин нели веќе работев во адвокатура, да се вратам, и со Лазе 25 килограми се поправив бидејќи бев дома и учев цело време, ами мислам дека и веројатно секоја бременост е различна. Премногу ми се јадеше junk food, значи нездрава храна премногу. Обично јас внимавам што јадам здрава храна, со Калин тоа го правев, одев на нутриционисти, со Лазе не можев да се контролирам, значи никако. Јадев буквално junk food, а со третото дете, со Мартин, јадев многу гумени бомбони. Значи, за тоа се сеќавам дека јадев гумени бомбони, еден период ме фати да јадам круасани 7 days и тоа гумените бомбони од Кока-кола, овие со лимон, што се Точно тие. Да, точно тие и никакви други. И секој ден по една. Специфично тоа во бременоста кога нешто се прави што карактеристично не го правиме нели во Да, одма чувствуваш дека нешто ти се случува во организмот. Нешто се менува. Првите 2 деца, Калин и Лазар, ви се од првиот брак. Ова не ми е грешно, така? Да не сум погрешила во моите пресметки, во моите записи. Тие се разлика 4 години, 3 години. Не, така, 2,5 години. Ете, нешто грешка во моите. Значи 2,5 години се разлика, тоа се реализира во второто дете се реализира додека става бракот, претпоставувам да во една голема љубов и планирано беше да има не беше да има Калин братче или сестриче? Јас не го планирав, татко му сигурно. Да, мислам јас искрено да ви кажам не сум тип што сум планер. Сега еве кога веќе имам 42 години, повеќе така функционирам, тогаш некако работите сум ги правела ад хок, што е според мене погрешно, ама едноставно така сум живеела. Да, и испадна втората беременост да е непланирана. И нормално дека ќе се роди, особено што мислам во главата ми беше дека не сакам да имам едно дете, тоа сигурно. Да, дека сакам да имам деца за да имаат нели другарче, за да било кој да не бидат осамени, пошто децата што се сами, моја некоја логика е дека се доста осамени, дека тие немаат пријатели, но друго е да имаш брат и сестри. А што посакувавте? Сакавте 3 сина? Сакавте машки деца? Да, јас морам да ви кажам, уште во средна школа кога бев, имав една другарка, значи нонстоп ми викаше, ме благословаше Господ да не знам дали да те благослови да ти даде 3 машки деца и тоа беше како за фраканција. И сега кога имам 3 машки деца, многу често се сеќавам на незините зборови, инаку во суштина сакав машки деца, не дека женските не ги сакам, но женските се Јас сум малце по машка сум некако, како да ви обяснам. Машка енергија, да, по машка енергија, мислам нормално, имаме женствено, сум жена, но некако машките ми се поедноставни за функционирање. Значи тоа сакаат и тоа сакаат. Ке жената малце нели емотивниот момент и сите тие работи во позадина, секогаш има нешто друго. Комплексни што се кажува, да. Па шминки, па нели прв циклус и така натаму, со мажите ми е многу поедноставно со машките и сакав машки и добив машки. Ви се исполнила желбата очигледно. И сега ме фасцинира моментот кога кажувате дека за време на првата бременост завршувате факултет. Значи во текот на бременоста вие учите, а за време на втората бременост правосуден
и изборуваме за правен факултет, нешто што навистина не е едноставно и лесно. Мислам, не потценувам ниту еден факултет да не бидам разбрана погрешно, но како ги паметите тие денови од животот? Еве, сакам да ги направиме двете паралели, затоа што немаме многу време, имаме многу прашања. Ако направиме паралела, кога ќе се присетите сега, велите имате 42 години, тогаш пред 20 на години сте биле бремена, сте учеле, потоа повторно. Како го чувствувавте тоа? Па јас знаев што ме чека, јас знаев дека морам еднашка да го завршам тој правосуден испит за да бидам адвокат, затоа што некако и сестра ми е адвокат и самото тоа татко ми не викаше имате автопат, мајка ти е адвокат, треба да одите по тој пат. Не дека не било дозволено да работиме нешто друго, но некако беше во нашето семејство дека ние треба тоа да го студираме и дека утре треба тоа да го работиме. Така да јас знаев дека треба правосудниот, но сите, нели, мајка ми и други колеги кажуваат дека тоа е преобемна материја и навистина е, тоа е како факултет во мало и навистина треба да седнеш со месеци, пошто мајка ми на 42 години го учеше дома, во тој период нели остана без работа, ја гледав колку учи и знаев дека тоа е премногу учење. И на ваша сегашна возраст, сега може да си го замислите тоа. Јас кога останав бремена со второто дете, значи си реков дека ако сега не седнам и да го учам правосудниот испит, дека веќе никогаш нема да го завршам, затоа што после со две деца нема шанси. И затоа мислам дека и тоа ми беше како дадено од Господ да еве, да, имав знаци за бременост, утврдивме дека сум бремена, сега ќе седам, јонака бев кај мајка ми практикант, значи немав некои одговорности, не знам какви. Да, стажира во тој период, барем да го искористам времето за да можам да учам. И учев цело време. Значи Калин го носевме во градинка, кога ќе го земеме од градинка, нели, него слободни активности, но од 8 до 15 часот учев секој ден како да сум во школа. Да, интересно. Имав некоја дисциплина за учење од секогаш сум ја имала, Се обидувам да влезам во вашата кожа тогаш, имате мало дете од 2 години, оди во градинка, да тоа се неколку часа од денот, но вие сте дополнително бремена, да не ги занемариме тука хормоните, па сите тие потреби, промена на тело, и тогаш сте биле млада, да не грешам со бројките, која возраст? 24 со Лаза, 25. Втората бременост 24 години, тоа е многу млада, потреба за излегување, другарките шетаат, облекуваат фустанчиња, размислуваат каде ќе излегуваат вечерва, а вие сте бремена и спремате правосуден испит. Фасцинантно ми е кога ќе слушнам вакви приказни секоја чест. Како завршува овој брак, доколку сакате да споделите со нас? Не ми е никаков проблем. Бракот завршува кога второто детенце Лази имаше 40 дена. Значи јас во животот двајцата партнери, двајцата со пороци, не знам зашто сум избирала такви. Не можам да се дадам објаснување, ама ете така требало да биде. Првиот со порок, нема да именувам сега како и што. Так. Да, и кога нели сватив дека тој повторно го прави тоа и покрај тоа што дома имаме во обетување дека нема да се случува, кога дознав реков дека веќе треба да ставам стоп и покрај тоа што сум со 2,5 годишно дете и со бебе од 40 дена, бидејќи тој порок е таков што јас џаби да работам, џаби да бидам адвокат и да заработам ку знае колку, дека никогаш нема да имаме ние дома нормален живот. И дека децата може да ми бидат во опасност и целото семејство. Значи тоа ми се уклучи како некој црвен сигнал во мене дека сега ако не ставам крај, бидејќи јас и во суштина во животот, тоа особено порано, сега мислам дека не толку, кога ќе влезам во некој, дали е другарство, дали е партнерски однос, влегувам со цела доверба. И потоа можеби довербата ми се намалува. Да. Обично луѓето одат со малку доверба, па после зголемуваат. Кај мене е обратно, можеби затоа сум правела погрешни избори. Значи влегувам со цела доверба и сметам дека како што јас сум искрена, дека и тој од другата страна е искрен. Тоа ете не било така. И кога дознав дека се случува пак, значи покрај неколку шанси дадени, одлучив дека треба да ставам крај и дека едноставно ќе се борам сама со децата, можам. Многу другарки, мои пријателки, значи ми кажува сега не е време затоа што децата ти се многу мали, барем почекај некое време. Ако почекав ќе беше уште полош. Така да сметам од денешна перспектива дека сум ја донела правата одлука. Да, и на 24 години 25 години останувате да не ги гаѓам бројки, може би подобро. Ја беше не се сеќавам додамно било. Како и да е, 25, еве да заокружиме, останувате самохран родител со две многу мали дечиња. Како изгледа вашиот живот од тогаш? Каде живеете и како се снаоѓате? Како се справувате? Тогаш веќе го имате завршено правосудниот, така? И веќе работите, претпоставувам во... Ќе ви кажам сега. Да, може да ми раскажете. Јас сакав да влезам во целосно во приказната хронолошки, што се случува, откако завршува разводот. Така, значи ние се разделивме и јас останав, ние претходно таму живеевме во стан на моите родители, јас останав да живеам таму, нели партнерот го напушти станот. И јас се сеќавам дека во тој период почнав да добивам породилно за второто дете. И јас реков не можам да седам дома, затоа што самото седење дома
ќе ми направи уште поголем стрес. Друго е кога одиш на работа, малку имаш некоја активност во текот на денот. Има во зградата жена која што беше слободна, не работеше, а не беше ни во пензија, беше мислам помлада во тој период. Ја замолив да ја ги дадам сите пари од породилното, за да можам јас да одам на работа, да го носам калин во градинка, Лазе да го чува таа и да можам јас да одам на работа. Со тоа што не отидов да работам кај мајка ми, што сите тоа многу го очекуваа, јас уште во првиот момент одлучив дека ќе работам сама. Да, и кажав дека никогаш нема да бидам керката на Благица, него ќе бидам Весна. Ако отистанев кај мајка ми, секогаш ќе бидев керката на Благица. Јас сакав да имам мој идентитет во судот, и кај судиите, и кај клиентите, и кај сите, да имам свое име. Да немате сенка. Да, јас тогаш отворив, мислам на Вистер ми беше многу тежок период со ограничени примања, со без примања можам да кажам, али си реков дека некако едноставно животот те носи дека треба да одиш во предизвиците и дека Господ ќе ти помогне или сама ќе се наврати некоја среќа. Јас така размислувам секогаш во животот. И почнав така да нели жената го чуваше Лазе и малку и дома ми средуваше, ќе ми пееше некогаш ручек, калин ќе го носев во градинка, ќе го земев. За тој период одев на работа, отворивме тогаш канцеларија со една колешка. И некако фатив некој ритам, не дека ми беше лесно, тогаш бев на почеток на кариера, значи немав ни предмети. Знам да се сеќавам дека постојано читав, а од друга страна бевме многу млади, значи бевме 25-6 години и колешката која што работевме и другите другарки од друштвото, ајде да искочиме, ајде да одиме на кафе, ја викам не, јас ќе читам. Одете вие, јас ќе читам. Јас цело време читав судска пракса во канцеларија нонстоп, пошто ние на разлика од сега што нонстоп имам странки закажани, тогаш ќе дојде една странка во една недела. Значи тогаш бевме на почетокот. И тешко е да се пробиеш во адвокатурата. И тешко е да се пробиеш, да, и не само што е тешко да се пробиеш, него што ние бевме многу млади и кога си толку млад, нема доверба луѓето во тебе. Значи они не очекуваат дека ти ќе му завршиш некој предмет за имотно правно. Не ти верува. Да, не ти верува. Или ќе ти рече праша мајка ти. А јас многу се лутев за тоа, затоа што сепак јас нели сум завршила факултет, знам не дека јас нема да се консултирам со мајка ми, но сметам дека моето мислење во тој предмет треба да биде клучно и одлучувачко. И така едноставно така поминуваат деновите. Читав, имав помош нормално и другарки ми ги причувуваат децата некогаш ако нешто треба да правам. Моите родители, сестра ми исто така, но нели секогаш претежен дел товарот е на мајката. Значи колку и да ти помага, товарот, емоциите, сите работи ги носев јас сама. Така да не беше баш лесно, ама А како го поминавте разводот со оглед на тоа што имате дечиња со таа личност, дали останавте во некаков контакт со него? Дали како го надоместивте тој, ве велите имате машка енергија, но како го надоместивте тој машки дел во семејството за потребите на вашите деца? Во тој период машкиот дел многу го замени татко ми. Значи сега татко ми е починат, ама многу тој ми помогна, мислам и моите родители, ама татко ми како машка фигура црташе со нив, ќе ги шета, со мајка ми татко ми одеа на одмор, ако јас не можам и така, значи или да можам јас, одеа обавезно со мајка ми татко ми на одмор, особено Калин, така да сметам дека во тој период машката енергија ја замени татко ми, а јас си по суштина, можеби заради таа машка енергија и сега имам многу машки другари пријатели кои што ми помагаат во се, мислам за машка работа, колку и да сум нели со некоја помашка енергија, сепак морам да имам некој што машка сила, машка сила и машка енергија е различна. Таткото не бил толку во жнивниот живот, значи никогаш не бил, особено што он после некое време се пресели во друга држава, се прежени таму и така натаму, но другата баба знаеше децата да ги земе по неколку дена да ги причува, имав со нејзе контакт, значи знаеше да дојде на гости и така натаму, но како машка фигура беше мислам дека татко ми во тој период. И сметам дека стабилна фигура, бидејќи подобро да беше татко ми него да беше татко им, затоа што лош пример за децата е во секој случај. Да, треба да се знае, сигурно би било многу тешко, но треба да се знае да се пресече и да се собере храброст и сила да се каже не за некои работи, кога ќе ја погледнеме таа визија малку подалеку за нашите деца. Така. Имате и трето детенце, 7-годишниот Мартин. Да. Ќе го поздравиме и Мартин како што споменав и сега како доаѓа до моментот, размислувавте ли за втор брак? Дали воопшто некогаш во вас имаше такви размисли дека сакате повторно да направите свадба или да се венчате со некого, да основате повторно? Знаете зошто ве прашувам? За кога една жена или еден маж ќе помине низ развод, не ретко или не често, без разлика, значи ќе се одлучи за нешто следно, со оглед на тоа што не сака да му се повтори судбината и се плаши да влезе и ќе рече толку еднаш, јас не се заљубувам повторно. Какви беа вашите размисли по разводот? Размислувавте ли за повторно да се заљубите во некого?
Па јас размислував мислам, не можеш да размислуваш да се заљубиш, тоа доаѓа спонтано, но секако дека немав некој план за цртано што ќе се случува, како што ви кажав, јас сум многу спонтана во тој дел. Да, али секако дека сакав да имам повторно семејство, топлина, тоа секоја жена го сака. Затоа што разведени жени, нели, колку и да одиме ние во современото општество и така натаму, секогаш разведените жени се гледат на некој друг начин, дека тие се слободни, нели, мислам, како да ви кажам, као некоја друга категорија се. Јас не сум се доживувала лично така, но од друг аспект сум сакала да имам, нели, некое едно семејство, за да имам топлина. Па дури Калин и Лазе кога беа околу 7-8 години, си викав да си родам јас на 35 уште едно дете, зашто тие ќе почнат да искачаат, па јас ќе треба да седам сама. Не да имам партнер да си родам, него буквално си викав да си родам ја на 35 и стварно на 35 го родив Мартин. Така да не сум си размислувала кога ќе се случи или дали ќе се случи, но сум сакала да се случи. Сте посакувале подедо, тоа велам затоа што некој знае да си... Јас релативно сум била многу млада кога сум се развела, 24-5 години и жалосно е да цел живот останеш сам. Да, се согласувам. Да, и од тој агол гледано точно и сигурно и ви го кажувале многу мина тоа. Млади сте, ќе си најдете друг и така натаму, но колку чувствувавте дека сте осудена од околината како разведена жена? Дали ги чувствувавте тие лоши погледи? Чувствувавте ли некогаш такви искри? Па можеби сум ги занемарувала. Значи можеби сум имала на пример кога сме седеле во друштво и некој да каже за некоја друга жена, не бе, кај ќе одиш со таа е разведена. И ама тие несвесно дека они мене ме атакуваат со тоа, нели не сакале да ме навредат, не им била таква намерата, ама тој што си е во тоа искуство, нели си го сваќа лично, ми било тешко на момент, ама сум мислела и се уште мислам дека тоа може на секој да му се случи, дека не можеш да си само ти виновен за некој брак и подобро да има развод него да има лош брак, според мене. Така да не сум имала некој искри или некој намерно нешто да ми зборувал, али такви некои разговори што јас сум била присутна на тие се случувале, да. Да, но... Али кај мене тоа кратко трае. Може да го помислам, може да ми падне тешко и продолжувам понатака. И забележувајќи ве какви сте карактерно една силна жена, верувам дека тоа не ви причало дури ни на таа возраст или можеби сте се промениле со текот на годините, како и да е. Добро е да се направи еден оклоп. Ова го прашувам затоа што верувам дека многу жени кои што не гледаат, па и мажи, сега да не ги генерализираме, само жените се соочуваат со нешто такво и многу е важно да бидеме своји на своето, без разлика ни што поминуваме во животот. Како доаѓа до склучување на втор брак и како доаѓа приказната наречена Мартин? Вака, вториот брак дојде многу ненадено, значи премногу ненадено. Се случи од запознавањето до матично месец и пол. Значи тоа е прекраток период. Јас и со првиот сопруг кратко време одевме, ама ова беше прекратко. Ама некако толку беше се експлозивно, мислам некако беше со преголем интензитет. Ние бевме постојано заедно, некако ни се споја енергиите. Тоа не се случува секој ден, значи тоа што се го доживеавме, нели, не е секојдневно. Можеби е некое заљубување, како што кажуваат психолозите, тоа не е трајно заљубувањето, ама најверојатно е било така затоа што и не траело толку многу. Али беше навистина премногу реално, премногу вистинско. Одеднашка почнавме заедно да живееме, пошто и вториот сопруг има деца од првиот брак, јас од првиот брак, сите заедно. Тоа многу ми се допадна што ние се дружевме сите заедно. Значи претходно нели сум излегувала и сите тие работи, обично излегуваш, но кога си разведен, никој не сака да ги меша едни деца со други деца, тоа е малку комплицирано, точно, али некако влеговме двајцата дека ние тоа се глатко ќе го средиме. И моите деца, и неговите деца, и сите тие работи глатко ќе го средиме. И двајцата сакавме да имаме заедничко дете. Стално викаше вториот сопруг, оваа наша љубов мора да излезе дете, мора да има плод на нашата љубов. И навистина тоа се случи. Така да Мартин мислам дека беше и нешто што беше посакувано. Да, еве за Мартин можам да кажам дека бил планиран дека тогаш ќе се случи, ама дека било нешто што двајцата сме го сакале. Со договор, со планирање, со размислување, со... Па да, дека сакаме нашата љубов да се овековечи. Така. Сега какви беа реакциите на Калин и на Лазар кога мама остана трудна? Вака, Калин како карактер, мислам дека и сите први деца се такви, дури нешто да му пречи, тој ден денеска е таков, за да мене не ме навреди или нешто да се чувствува, јас да се чувствувам неубаво, тој нема ништо да ми каже, ама јас по неговиот израз на лицето можам да го сватам тоа. Од друга страна Лазе, бидејќи тој сега влегува во пубертет,
Сега почнува веќе да прави револт, ама тој револтот го прави ептен, ексклузивно, лав хороскопе и го прави на ептен, директен, доминантен начин, а во тој период Лазе беше тип што воопшто ништо не му сметаше. Значи ништо. Дури и сето тоа дружба, сите тие работи воопшто не му пеа на него проблем. Калин, да, ама со Калин гледав некако да ги изглатнам работите, не знам како да кажам, малце да ги... Мада што тој не зборуваше, јас не зборував и можеби тоа не беше правилно, ама двајцата така се носевме со таа ситуација. Некако пред него како да не можев да кажам. Да. Така. Они денеска е таков карактер, Калин е таков. Позатворен и постабилен. Калин е многу стабилен. Мислам дека еви денес, значи он тие машки работи некој што кажуваме дома, голем дел он ги превзема без јас ништо да му кажам, значи тој гледа точно што треба да се направи и он го прави без да му кажам. Таков е како карактер, значи не е импулсивен воопшто, кон мене барем, и сето тоа што е мој избор, тој го почитува и покрај тоа што смета дека е погрешен. Како поминува третата бременост на 35 години, тоа што сте си го виделе, сте си го исполниле. Трето па башко. Да, секако што сакам. Секако што сакате. Како поминува оваа трета бременост? Вака, третата што учевте тогаш? Тогаш беше, да ви кажам искрено, бев во подемот на кариерата. Мислам, тогаш веќе почнав нели да имам поголем број на странки и така натаму се одвоивме со колешката, работев сама и имав навистина работа многу и Мартин, мислам не за лошо да го кажам, да во лоша смисла, ма ме врати неколку години наназад во кариерата. Тоа слободно можам да го кажам. И со раѓањето и со бременоста. Бидејќи бременост на 35 и бременост на 25 не е исто, јас почнав да не можам. Значи прв пат тие хормони, кои со другите две деца не ги чувствував промена на хормони, расположение, такви работи, овде навистина многу го чувствував. Значи некој било што да ми каже, јас почнав да плачам. Го доживував на друг начин, се лутев. Дури и вториот сопруг, бидејќи тој нели не се познававме толку многу и тој ме доживуваше вака како силна жена, јака жена, дека се можеме заедно, нели и одеднаш кога почнав јас уствари повеќе емоциите да ми излегуваат на површина, тој како да се разочара од мојата личност, дека уствари не сум таа што со која што тој се земал и ние и тука почнавме да ги имаме проблемите. Затоа што тој почна да вика па ти си слаба, ти си нели кревка, па тебе се те нервира и некако почнавме на тој начин, да. А во тој период, значи таа трета бременост многу ги почувствував тие хормони и хормонално пореметување. Отежното ми беше работењето, движењето, не дека толку многу се поправив, но некако се ми беше со преголема тешкотија и бидејќи ме фати летен период, Мартин е септември роден, тие последните месеци ми беа навистина многу тешки. А како ги паметите породувањата? Еве да направиме паралела, не ги споменавме ни првите две. Сите три породувања колку беа слични? Па слично јас инаку имам уплав од породување. Да, и знам за Калин кога беше, пошто нели прв пат не знаеш како е и бевме седнати во една прилика јас, мајка ми и свекрвата во тој период и тие ми викаат не, ништо страшно, не се секирај, како менструален циклус е, малку повеќе боли. И јас одам во болница и викам добро, малку повеќе боли, нели ви веруваш. И како доаѓаат болките, викаш волку е, не може да биде повеќе од ова. Како се зголемуваат, викам добро, ај уште малце. Тоа е до коса кубење. Мислам, нели кој не го доживеал, ја и не сакам кога ќе ме праша некој, не сакам да лажам, зашто треба да знаат со кој предизвици. Да. И навистина е премногу болно. Првите две преминости ми се природен пат, без епидурална анестезија, се поелегав на ГАК, нели на клиниката во државна болница. Калин беше 3,600 нормално бев породена со Калин, Лазе исто природно беше поголемо бебенце, 4,300 исто нормално. Со Мартин малку се искомплицира од аспект на тоа што јас имав многу болки почна да ми се јавуваат, влажни болки, а ми беше многу рано за породување и докторката со која што, нели, затоа што за тоа како и за адвокат според мене, како и за фризер на некој начин треба да имаш човек што ти е одоверба, што ќе се кликнеш и ќе знаеш дека можеш да му се ослониш, пошто животот ти се дели на пола кога се породуваш, не е едноставна ситуацијата. И јас со докторката со третото дете што ме пораѓаше, се кликнавме на прва. Она е специфична, малце така своја, ама некако стекнав доверба во нејзе. И таа не беше тука, беше во Русија. И ми кажа, Рене, оди во клиника, рано ти е. И јас инсистирав да одам затоа што имав некои лажни болки. Додека таа да пристигне, 24 часа беа во прашање, ми го пукнаа водењакот, значи имав стварно навистина многу болки. Со него го видов и природното и со епидурална и на крај царски се породив. Значи се видов со Мартин. Обично викаат дека трето дете мачен ден. Да, многу мачен ден. И морам да кажам една смешка од таа ситуација. Значи имав болките, пукна водењакот, дојде докторката и ми вика
ништо многу ти е рано, нема да се спушти бебето, ставаме епидурална, одиш на царски. И во моментот кога си во просторијата за епидурална, тоа е како посебна просторија и чекаш, таму си вознемирен и ми звони телефонот непознат број. Пошто го имав телефонот со мене, да ми се јави сопругот, некој нели доктор, така натаму. И ми се јавува некоја странка. И ми вика, Весна, ја викам да, и тетка Сузе. Ја викам, тетка Сузе, извини, викам, јас сум на породување. Аха, добро, само да те прашам, предметот на синот докаде? Ја, мислам, не знам дали што да правам, дали да плачам или се смеам, мислам, од денешна перспектива ми е смешно. Викам, ама тетка Сузе, јас сум на бокс, ама ако предметот докаде е? И тоа ми беше, мислам, Некогаш да, некој нема тоа осет едноставно. Тетка Сузе, да, тетка Сузе. И така да, значи ми стави епидурална, царски рез бев со болки пред царскиот рез. Ова е болно претходно, ама после тоа па е многу лесно, дури со лази 24 часа не лежа во болница, ме пуштија на моја согласност дома. Царскиот рез е после тоа многу болен, значи премногу 2-3 дена не можеш да станеш од кревет, па потоа нели раната те боли така натаму, но јас такви беа околностите дома, да мора финансиски да помагам, да издржувам и така натаму, после па една недела или 10 дена од царскиот рез се вратив на работа. Да, тоа беше да, една недела до 10 дена јас се вратив на работа. Секоја чест. Значи, не знам со што следно ќе ме изненадите, ама таман ќе се опуштам и се враќате, го ставате бебчето дома и почнувате со работа. А велите дека Лазар ве уназади. Не, Мартин, третото. Третиот, да, Мартин ве уназади. Во кој поглед се работа? Сега ќе ви кажам во кој поглед. Прво јас кога ќе се породиш, нели хормоните не ти се уште средени. Ти сакаш да останеш дома, ти мирисаш на млеко, бебенцето ти мириса на млеко, а ти одиш во судница, сепак колку и да јас ја сакам мојата професија, многу ја сакам, но тоа е прљав свет. Таму се проблемите, таму е нечисто, мислам, нели, метафорично нечисто. Морав додам бидејќи во тој момент вториот сопруг не беше вработен, јас морав, значи, фамилијата да екзистира и од тие причини се одлучивме да тој го чува малото, а јас да одам на работа. Мислам, тоа за една мајка нема нешто потешко. Фактички тој узива, ама тогаш немаше машкото да зема породилно, немаше мажот да зема породилно. Немаше, ами тој беше невработен, не можеше да го остварува тоа право и така се одлучивме да детето оди на вештачко млеко, дека ништо нема да му се случи ако е на вештачко млеко и дека тој ќе го чува, ќе се грижи за него, бидејќи тој работеше нешто и од компјутер као хонорарно, да. Добро. Да, а јас одев на работа и плюс тоа, мислам и странките беа, можам да кажам, немилосрдни, да сум денес не би одела, нели би ставила ова црвена линија, но мора на работа, имаме судење, како сега кој ќе оди, ти мораш да одиш, затоа што луѓето се врзуваат за тебе со кога имаат проблеми, и они сакаат да одиш ти. Не сакаат да оди приправник, стручен соработник, друг адвокат, веруваат во тебе и што е нормално. Јасно, да. Ама од друга страна немаш ти право на приватен живот, немаш ти право на деца. Да се во тој период имав една колешка со која што соработувавме многу, мислам еден ден соработуваме и ми вика дојде кај мене во канцеларија. Викам, ама не можам, имам бебе. И она ми вика, ти ако сакаш уште 10 деца роди, странките бараат и ние мора да одиме на работа. И тоа ми беше како некое освестување код звоно, некој да ми А што и во вашето обкружување и останатите адвокатки така од прилика се однесуваат? Мислам дека не, мислам дека дефинитивно не. Мислам колегите кога ме видоа дека пред 10 дена ме виделе со стомак, а после тоа ме гледаат у судница, сите се крстеа, сите се чудеа. И ја би се чудела искрено. Со ни 40 дена бебе дома што се вели. Да. Јас не можев папка, наједноставна папка со 2-3 хартии, не можев да ја држам и да одам во судница бидејќи раната премногу ме болеше. И навистина имав многу голем проблем. Ама некако си реков дека мора тоа така да биде и дека морам да оди така. Мартин ме уназади затоа што ние се разведовме со татко му после 6 месеци. Да, значи после татко му го чуваше неколку месеци, после најдовме една жена да го чува и потоа се разделивме. И знаете како е со мало дете, значи се разболува, не оди во градинка, многу е мал. И морав јас да бидам тука со него. Значи едноставно кога ќе избираш меѓу детето и работата во тој период, кога детето е безпомошно, е бебе, мораш да бидеш дома. Има денови кога не си одел на работа, а работата само се натрупува. Значи јас еден денес секој ден пишувам листа на тоа што треба да го направам, листот не е испод 25 точки. Тоа било и тогаш така. Да. Значи тие 25 утре се 50, па после се 75 и така натаму и тие сите се обврски на мене. Има во тој период стручен соработник, но нели, како што кажав и претходно, сите ме бараат мене, нормално. И ме уназади од тој аспект дека јас мислам, не сакам да нормално за детето и баш ми е сега, он би го разобалувал животот, пошто големите навистина искачаат или се дружат на компјутер играат. Тој ми е стварно моје друштво, ептен, мислам, као да ме препородил, ама од професионален аспект
знаете, не можеш да одиш со таа брзина, со таа јачина, толку посветеност на кариерата кога имаш бебе дома. Кога имаш бебе, кога имаш над 35 години горе долу, И кога имаш веќе плюс две деца. И плюс тоа ми беше следното, плюс две деца, сега да не погрешам, ама според одредени пресметки веќе тргнати во училиште. Тогаш така? Да. Значи по логиката на нештата тие веќе си и на училиште, основци, кои што им треба помош, нели? Па Калин бил 12 години, пошто се Калин 19, 7, Калин бил 12 години. Лазе бил 9, да, 9-10 години. И како октопот? Значи, јас и ден денеска сум октопот, мислам тоа не ми пречи. Таков ми е карактерот, премногу сум енергична и тоа изгледа тоа ме спасува од целата ситуација, пошто сите што ме познаваат, сите ми викаат како излегуваш на крај со 3 деца и со адвокатура. Затоа што адвокатурата сама по себе е комплексна. Прво е приватен бизнис, што зависи само од тебе. Колку што ќе сработиш, толку ќе заработиш, толку ќе однесеш дома. Мислам, толку ќе постигнеш и како квалитет, не е само за финанси. Од друга страна, децата растат, имаат своји потреби, татковците, морам да кажам, дека воопшто не придонесуваат. Значи, тоа е нешто минимално во годината една, што секојдневните обврски не е само во однос на финансискиот дел. Апсолутно, значи, да сакав да кажам, не е само и физички треба да се присутни. И физички како фигура треба да се присутни, но и во секојдневните обврски. Значи, 3 деца носиш во школа, 3 деца зимаш од школа, во градинка. Логистички зборуваме. Да, логистички е да побудали човек. Да. Но ја некако сум се менаџирала веројатно добро и тоа сето и ден денеска успевам да го направам. Вчера поставивме прашања на Инстаграм и добивме многу прашања. Сакам да им се заблагодарам на сите. Немаме време да ги одговориме сите прашања. Одвоивме дел меѓу прашањата беше прашањето кое што вие пред малку го поставивте. Двајца од луѓето кои што ме исконтактираа ми поставија прашање, прашајте ја Весна како успева да биде мајка истовремено толку добра во својата професија. На кој начин го издржува сето тоа, што или кој ја направи да биде истрена до последен момент? Вака истрена ме направија децата. Значи самиот мој живот едноставно децата не се нешто што ти можеш да ги вратиш назад и да се покажеш за тоа што се случило. Мораш да буткаш, да одиш напред. Едноставно тие ти даваат сила, секојдневниот живот со нив, дека треба ова, ти наоѓаш начин дека треба да обезбедиш, треба да ги воспиташ, треба да ги прошеташ, треба да ги однесеш на одмор, се е нешто тоа што треба. А ја во суштина и сакам да им удоволувам, нормално, мои деца се ако не удоволувам на нив, на кого? И секогаш сакам и ден денес е тоа така, колку и да ми е тешко и нешто невозможно, кога нешто ќе им ветам сакам да го исполнам, бидејќи тие треба да знаат дека тоа треба и така тие во животот да го прават. И сите тие исполнувања и ветувања и нивни желби биле за мене, мислам, на вистина во некои моменти преголем замав, ама сум успеала на некој начин, значи еве конкретни ситуации. Секоја година Калин и Лазе додека не се роди Мартин за маскенбал сум шиела ја сама на машина, мајка ми кога бев дете ме научи да им шиев маски за маскенбал. Калин беше позактивен во тој дел, сакаше да биде крал, па сакаше да биде не знам, некои други не се сеќавам, им шиев секоја година, купував материјали до касно до 2 до 3, сабањето ќе ги носам. Правевме кукички, сладки куки, сето тоа одзема време, одзема значи одење во продавница, пазарење, купување, чистење, обврски, сите тие работи. Јас сум била и нели млада, сум сакала и да излезам и тој дел никогаш не сум го занемарила. Значи колку сум сакала да излегувам. Социјализацијата е на место. Секогаш сум наоѓала начин. Например, ќе одам на козметички услуги за мене, за ногти, за било што, ќе ги носам децата со мене, ќе ме почекаат саат два, после ќе одиме да шетаме. Затоа што сум си рекла ако ги носам кај мајка ми, треба да изгубам 1 саат да ги носам, па саат да ги зимам, па да поседам кај нејзе 3 сата, не. Ги зимам со мене, идеме пола саат ваму, шетаме, купуваме, значи времето сум го менаџирала тие непотребни работи на оди, дојди, што сум можела да ги исклучам, да ги намалам, сум ги намалувала. Сум ангажирала ако сакам да излезам, мајка ми во тој момент не била слободна или децата сакале да седат дома, зашто ако ги носам кај мајка ми, тие сакаат да спијат дома. Да. И ќе ангажирам жена, ќе ја платам за да можам да излезам, ќе спие таа кај мене, мислам блиска, или некој што го познавате нормално. Али сакам да кажам дека никогаш од моите работи не сум се занемарила. Секогаш сум вежбала, дали било дома, дали ќе одам со нив на водно. Сум ги учела на такви активности за одат на водно, дека физичката активност е многу битна. Сум читала книги пред нив, за да сватат дека и тоа треба да го прават. Така да сите сметам дека преку мојот личен пример како јас живеам еден денес, дека тие тоа го гледаат. Па и така е генерално, нели? Децата ги имитираат родителите. Ако и потсвесно и свесно, да. Ако детето гледа дека мајка му, татко му читаат книга, ќе свати дека тоа е дел од животот. Ако воопшто не фатила книга во раце, ќе му биде и чудно на некој начин. Сакам да ве прашам за вториот развод. Велите дека се случува исто многу рано. И сега како? Еве ајде да направиме паралела, можеби полесно ќе ви биде тоа прашање.
Како ги поднесовте двата развода? Првиот развод, дали дека бев помлада, го доживеав многу нормално. Значи како едноставно мислам дека бев лута затоа што јас сум дала доверба, а он тој ми ја изневедел довербата. И тука вајде таа лутина ме држала за да јас реално тој развод не го доживеав како некоја болка. Вториот развод ми беше премногу болен. Дали дека се случи многу на брзина. Се случи бракот на брзина, разводот на брзина, се беше некако премногу импулсивно, за секојдневен нормален живот нереално и ми дојде многу болно. Психолозите велат затоа што сум посетувала одреден дел од животот и психолог, бидејќи татко ми е починат, нели сум имала потреба и така натаму, а кажуваат дека смрт на блиско лице и развод се најтешки психолошки состојби за една личност. Јас и двете сум ги доживеала. Ми беше многу болен, можеби затоа што вториот сопруг кога ја прекинавме брачната заедница, тој не се појави воопшто, можеби цела година. Ама воопшто. Како да починал едноставно. Детето во болница треба да го носам, ќе му напишам, дојди 40 температура, ништо. Значи буквално како да го нема. Дури некогаш си мислев дека се одселил од државата. Буквално нити да го сретнам некаде, буквално ништо. Така да можеби од тој аспект, дека немав никакво негово присуство, помош, барем некој разговор, ми беше премногу болен. Но јас решив нели да го направам поедноставен и ова беше малце нели анегдота, малце да се насмееме од сите оваа тешка ситуација. За кога беше вториот развод, кога се одржуваше рочиштето, јас бев на концерт на колумбискиот пејач Малума. Па добро, ако не знае човек сам да си направи на маката, да си олесни некако, кој друг? Па јас многу сакам музика, суштина, можеби дека вежбам и во тој период Малума навистина, значи бев обседната со него, дури децава сите песни го знаеа. И кога слушнав дека има во непосредна во Бугарија имаше концерт, реков ќе одам сама. И другарка една вика не бе, јас ќе одам со тебе сама. И одиме и дознаваме, усвари гледаме дека разводот рачиштето се поклопува со Малума концертот. Викам јас нема шанси да не одам на Малума концертот. Да, имам еден колега кој што ми е многу близок другар исто така. Тој ми е личен адвокат, за се што имам лични потреби од адвокатура, тој е тој што оди за мене, бидејќи во него имам преголема доверба, дури повеќе од лично од сама себе да би одела да би се застапувала. Многу има знаење, ептен и отиде Димитар се вика, го поздравуваме. Значи Димитар е тој што ве разведува вас, така? Да, Димитар. Вториот брак. Да, морам да кажам дека девојчето што работеше кај мене во тој период отиде и таа како стручен соработник да биде тука нели со Димитар, бидејќи како стручен соработник има право да присуствува на рочиштето, а јавност друга е исклучена во постапки за развод. И таа ми ја пренесуваше преку пораки, бидејќи концертот беше вечерта, а преку ден беше развод, целата ситуација во холот на судот. Јас буквално се тресев. Значи не очекував дека толку ќе ми биде болно, бидејќи секој ден скоро одам во судница за развод. Но кога се работи лично за тебе е премногу болно. Не очекував дека до тој начин ќе се вознемирам. Буквално се тресев. Таа ми кажува Димитар седи тука, нели сопругот седи тука, сега ќе влеземе. Сликовито. Како се реагира? Јас не можев да се смирам. Значи цел ден бев премногу вознемирана. Исто како да сте биле таму. Па мислам дека и подобро ќе излезе вака. Мислам дека да. Дури да бев во Скопје, не знам дали ќе отидев на разводот лично да присуствувам. А можете да не присуствувате? Може. Да, разводот заврши со едно рочиште и тоа е тоа. Тој исто така и тогаш, и после тоа продолжи да го нема, уште неколку месеци. После тоа се јави и така натаму, ама во суштина тој развод ми беше навистина болен. Да. Емоционално. Мислам, другите работи некако се научив да се борам сама за сите други работи, логистика, финанси и така натаму. Не ми беше тешко бидејќи во бракот јас мислам дека бев таа што повеќето принесував, тоа не е толку битно, ама емотивно ми беше многу поболен развод. Да, можеби затоа што многу сега не дека првиот сте го очекувале, но првиот завршил, некако сте го пребродиле, ова сигурно не сте го очекувале, нели? Сигурно силно сте верувале со оглед на тоа што кажувате колку магична била таа врска. И можеби затоа ви дошол таков шок. Ми го начнавте и следното прашање, сакав да ве прашам кој вас ве разведе со оглед на тоа што нагласивме дека вие сте адвокат, а воедно застапувате странки во преку разводни парници. Сега тоа вие вас секојдневие, но два пати ви се случува и вас. Во двата случаи истата личност ве разведува и како е тоа кога сте од другата страна на Не ме разведува истата личност. Во првиот развод ме разведуваше еден колега тогаш со мајка ми возраст, таа ми го препорача бидејќи бев многу млада, уште не бев нели во адвокатурата. А во однос на двата развода имаме анегдота, јас во канцеларија викам јас два пати се разведов за да знам како е праксата на клиентите за да им кажам што е различно од пред 10 години и сега. Инаку да, застапувам разводи, да, меѓу другото и со тоа се занимавам.
И им ветив на нашите гледачи, покрај тоа што ќе зборуваме за вашата приватност, верувам дека со оглед на тоа што многу убаво изреагираа, многу луѓе ве познаваат, очигледно многу луѓе и ве сакаат, очигледно на многу луѓе сте им помогнале, но ветив дека ќе поставиме неколку прашања стручни, кои што верувам од се срце дека ќе помогнат некому. Овде ми се поставува прашањето: дали семејното насилство денес е повеќе правен проблем или пред се тивка трагедија во нашето општество, која што ја игнорира? И сега ќе зборуваме дел неколку прашања, ќе посветиме токму на семејството, на семејното насилство, и покрај тоа што нашата држава е потписничка на Истанбулската конвенција, стравувам што мораме да го признаеме тоа што некако семејното насилство станува катадневна пракса во нашето општество. Тоа е многу болно да се признае, но за жал е така. Сведоци сме на многу немили настани и последниве денови, трагични трагедии со смртни случаи и што уште не. Каде вие лично го гледате проблемот? Зошто и во 21 век и зошто една земја потписничка на Истанбулската конвенција дозволува да имаме волков голем број на семејни насилства? Вака, според мене, претежниот дел на семејни насилства произлегува од современиот начин на живот. Значи, многу достапноста на социјалните мрежи, начинот на живот кој што го посакуваме сите да го живееме, нели, што го гледаме на тие социјални мрежи, нетрпеливост, самостојност, особено нели на жените. Јас прво морам да лично од себе сум нели самостојна, но самата таа самостојност ти дава сила. И ти дава сила да не трпиш се дома. Тоа не дека е оправдување до некоја мера, значи треба да сите да знаеме кој е нашиот праг на толеранција, кој што може да истрпи. Значи семејно насилство, ако се развикаш, затоа што жените, гледате вака, за да мажот дојде да удира некого или нешто да се однесува насилство, треба да има претходно некоја кавга. Мислам, според мене не може да биде тоа чиста, ако е од чиста мира, треба таа жена уште од првиот момент да си оди. Жените ние како личности, како карактери сме малку провокатори. Значи сакаме да испровоцираме. Сега колку тоа може да се толерира, за да се смири топката, за да ако еден е поексплозивен, за другиот да го смири, за да не биде тоа да ескалира до семејно насилство, зашто мажите па ја покажуваат силата со физичката пресметка. Да. А жените треба да бидат тие што ќе молчат. Не велам дека треба да молчат, то треба да се избалансира. Кога ќе види дека почнува тонот да се покачува, добро, окей, друг ден ќе разговараме, малку да се смири, малку да бидат мудри и трпеливи. Па и трпеливи, ама на мудар начин. Не трпеливи да трпи, да ја навредува, да ја омаловажува, да трпи, ај утре ќе збориме, но нели да ја сврти топката на нешто друго, да се прошетаме, да разговараме, ако е тоа можно во семејството секако. Ако нешто не е можно, ако малку полишар и така натаму, да. Но самата, како што кажав, независност на жената во општеството, значи повисоките примања, повисоките позиции во кои што работи, тоа е неизбежно. Мислам, јас како што кажав, тргам од себе. Го прави тоа да таа биде самостојна и да нема трпеливост. Тоа до некој случај не треба да биде така, бидејќи работата ние треба да си оставиме на работа. Не можеш дома, јас дома не сум адвокат и не можам да бидам адвокат на моите деца, на партнер или било како, затоа што сепак сум јас таму жена и мајка. И треба да покажам нежноста, треба да дадам љубов, треба да дадам внимание. Тоа што една жена треба да го има во семејството, пошто ги знаеме вредностите кои се, кои што треба жената да дава во семејството, што треба да дава мажот. Според мене е нетрпеливоста, независноста на жената, финансиските разлики, тука доаѓа до омаловажување на жената, ако жената не е вработена или помалку заработува, па мажот ја омаловажува, оди со други жени и сето тоа допринесува за да семејното насилство ескалира. Јас сметам дека и порано го имало, но сега бидејќи и самиот интернет колку што е лош, толку е и добар. Значи затоа што се слуша на пошироко, секој едно насилство се објавува, не баш секој, ама нели, се објавува на електронските медиуми, овие инфлуенсери ги даваат и тие назначења бидејќи тие ги постираат и сето тоа дава поголем замав и ги охрабрува жртвите за да може да пријават и да се заштитат. И информацијата стигнува до поширока маса. Да, но има и такви кои што и пријавуваат нешто што според мене не спаѓа во семејно насилство, ама јас не сум таа што треба да одлучувам и не сум таа што треба да судам. Значи јас кога ќе дојде странка кај мене, според нејзиниот карактер, начинот на кој што ги опишува случаите, можам да проценам дали тоа навистина е нешто што е премногу семејно насилство или нешто што таа само бара некое внимание. Така да треба да оценат службите во таа насока. За жал, во одредени примери познати за јавноста, видовме дека системот подклекнува кога се работи за семејното насилство. Ќе ги споменеме покојните Ивана и Катија, претходно Росица, пред Росица уште многу жени кои што очајно барале помош, но не ја добиле, не добиле заштита од државата. Тука системот навистина подклекнува. И сега
што мислите, каде е коренот на проблемот? Зошто се доведовме до тоа да ни се множат ваков број на трагични настани? Каде треба да превенираме? Што треба да преземеме за да не се случат вакви примери во иднина? Вака, прво треба да се превенира според мене да се разговара уште од најмала возраст, значи со девојчиња, мислам со децата во училиштето, да има некои едукативни работилници и така натаму, и жените кои што имаат таков проблем, да има некои бесплатни едукативни работилници или на повисоко ниво, каде што психолози, адвокати и така натаму ќе дадат нели сериозноста на прашањето и кои се нивните заштити кои што можат да ги превземат, да не се плашат, бидејќи има многу жени кои што се плашат. Значи прво сметам дека треба да оди во превенција, да се зборува за тоа, да се разговара отворено, бидејќи сметам дека и Ивана не сметала дека има на кого да се ослони во целата ситуација. Значи треба психолошки како човек, како жена, за да јас колку да си го одземам животот и на моето дете, треба сметам дека веќе немам излез. Да. Значи секогаш ако малце барам излез, на секој човек неговиот живот му е мил. Така да сметам дека треба да се разговара дека секоја ситуација има излез, да некој подаде рака, ама вистинска рака. Дека да има шелтер центри, да има превенција, да центрите од социјални работи, јас за жал морам да кажам, сум премногу на некој начин револтирана од нив. Тие жртви за семено насилство, некогаш им се закануваат. Значи им викаат ќе ти го одземам детето, ако не го правиш ова, ќе го одземам детето. Тоа е страшно. Дополнително на сето тоа што го поминува и да го слушне тоа. Да жената се соочува со семено насилство врз нејза и врз децата, има мерки врз мажот и социјалниот работник се сејава и се на жената и се заканува дека ако децата не се однесувале нормално со таткото, дека ќе ги одземеле децата. Која е таа заштита што центарот ја пружи? Мислам, тоа треба да се постави како прашање. Има внатрешна контрола, има Министерство за како се вика поново труд и социјала, има некој нов назив, не е битно. Но јас сум пуштала представки до внатрешна контрола, да го испитаат работењето на тој и тој работник во центрите социјални работи. Тие велат нема пропусти во работењето на работникот, што не е така. Законот предвидува дека може да се тужи тој социјален работник кој што не ја спроведува на времено постапката, не ја спроведува како што треба постапката. Во сето тоа се време, пари за тие жртви. Имаме многу кратко време, сакам еве вие стручно, што би ги посоветувале луѓето кои што живеат во некоја безизлезна ситуација, живеат во некој брак кој што не личи веќе на ништо, но не се доволно храбри да побараат развод или не добиваат одговор дека и другиот насилникот во бракот сака да се разведе. Нели имаме и такви ситуации да бара жената или мажот другата страна, можеби вели не ти давам развод. И се создава уште поголема агонија за таа личност. Што би ги советувале, како да ги охрабриме овие луѓе кога еве слушаме вакви примери? Како тие луѓе да се охрабрат дека ако излезат од дома, има што да прават некаде? Вака, јас според мене сметам дека секој што има ситуација на семено насилство дома или има нели дека сака да се разведе, донел таква одлука, инаку ако партнерот не сака да се разведе, они секако ќе се разведат, законот е таков, нема ако не му дава развод па да не се разведат, тоа порано бил таков законот. Според мене треба да побараат адвокат. Не дека сум јас адвокат, може да одат нели кај било кој адвокат, бидејќи адвокатот ја знае и постапката во судница, и ги знае социјалните работници, и го знае законот. Значи ние сметам треба дека можеме да им дадеме права насока на жртвите. Дали во таа ситуација е потребен шелтер центар, дали треба да покрене постапка за семено насилство, дали треба да пријави во полиција, дали во социјално, да оди со нејзе во социјално, да изврши увид во списите во социјално. Според мене сите јас имам впечаток дека странките, не сите, ама повеќето број од жените сметат дека адвокатот е нешто што е премногу скапо, што нешто недостижно. Значи во денешно време на интернет само да уклучиш адвокат за семено насилство излегуваат многу колеги. Слободно не е таа консултација нешто што никој не може да допушти. Секој може да си приушти консултација кај адвокат за било што. Така да една консултација многу би допринела да тие знаат во која насока да се движат. Да, многу значи да се обратиш таму кај што треба да се обратиш. знаеш во која насока да знаеш одиш. Каде да одиш. Сега се поставува прашањето, дали е потешко да се стави подпис за развод или да се признае дека љубовта одамна завршила. Ова ни е вториот дел каде што зборуваме за поконкретно за развод, не зборуваме за семено насилство, туку зборуваме за развод. Што е потешко, да се избориш со сопствениот страв дека треба да прекинеш една љубов или да сватиш дека е подобро да го прекинеш, да ја прекинеш таа врска, таа љубовна врска, тој брак, посебно ако има деца и тие деца да не гледаат лоши сцени и така натаму.
што е потешко, дали сопствениот страв да го прекинеш тоа или стравот дека треба да или стравот дека системот нема да те прифати. Вака, мислам, јас одлично моje искуство како јас би постапила, кога некој ќе му провее мисла дека треба да се разведи, дека веќе не функционира тоа, значи дека нешто се случува. Дали на свесно, дали на подсвесно ниво, дека има нешто што нели не е во бројчаникот како што треба, не се движи помеѓу 20 партнери. Јас никогаш, дури на странките им кажувам дека ако имаат обид, барем и малку да се задржи бракот, сепак бракот е брак и за деца, и за функционалност. Едноставно тоа така треба да биде, но ако нешто не може да исфункционира, ако тие едниот спие во спална, другиот во дневна, руча едниот на клуб маса, другиот на трпезариска, ако немаат никаква функционалност, тоа и децата го гледаат. Утре децата ќе растат и ќе одберат такви нефункционални партнери, нефункционални семејства. Според мене не треба никој да живее во нефункционално семејство. На секој му е проблем разделбата. Мислам, со било кој да се разделиш после одредено живење заедничко е проблем, но ако веќе ти провела таква мисла во глава и ако го чувствуваш тоа од партнерот, тоа кад-тад ќе дојде. Тоа не може да не дојде. Само прашање на време кога ќе се случи разводот. Така што ако некој донел одлука, колку и да му е тешка, сметам дека треба да пресече и да се разведе. Штом почнува веќе да го размислува и штом се гледа тоа дека веќе не функционира. Да, немаат функционалност, немаат љубов, немаат никаква емпатичност, немаат почит едноставно. Ако некој не те почитува, не седнува со тебе на маса да јаде. Тоа се некои едноставни работи што нели го чинат семејството. Да, точно. Да. Ако направиме паралела во минатото и денес, во минатото постоеше стигма да се разведаш, значи порано зборувам и во минатиот век, било и срамота. Еви така ќе се изразам. Денеска некако некој ќе рече дека е тренд и разводите не се нешто страшно. Дури и мислам дека ја надминуваат бројката на разводите надминуваат бројката на склучени бракови на годишно ниво според статистиката на Државниот завод за статистика. Ова го кажувам. Што мислите, на што се должи тоа? На некое охрабрување, на некое современо општество, на што се должи зголемениот број на разводи? Па нетрпеливост е тоа. Според мене има нетрпеливост и не знаат да нема истрајност. Пак ќе ги кажам овие социјални мрежи, значи се добива многу брзо, многу лесно. Порано е, значи во мое време, јас ако имам симпатија, па ќе го видам два пати во на 2 недели еднаш ќе искочам, па ќе го видам и така натаму. Сега интернет, Инстаграм, Фејсбук се гледаат, комуницираат, тоа се е многу лесно достапно, секој на секого е достапен. Дури разводот, па ако не со тебе, со некој друг, па ако не со друг, па со трет, мислам тоа не треба така да биде. Во природата на човекот, прво во психологијата не е така. Сметам дека таа достапност на сите информации на тој лагоден живот, можеби поддршка од родители имаат, доведува да при најмалка раница да они поготово помладите се толку импулсивни, брзи, нема нетрпеливост, вака ми рече, така ми рече, ќе си одам кај мајка ми. Не може, значи и мојата мајка може на некој момент и сакала да си оди кај мајка ѝ. Ама за некои небитни работи, некои обични кавги, сметам дека малку треба да се размисли, бидејќи кога особено кога има деца, па имаат купуваат заеднички станови на кредити, сето тоа само е отежнува целата ситуација. Кога сме кај децата, имаме за тоа прашање, кога постојат деца во бракот, разводот е многу покомплициран за разлика од доколку нели нема деца. Како да се направи баланс помеѓу правна битка и заштита на емоционалната стабилност на децата кои што се исто така, кои што го доживуваат исто така разводот? Вака, според мене треба најпрво со децата да се разговара отворено, значи отворено да се соопшти нели согласно нивната возраст, одлуката за развод и многу е важно каков е партнерот од другата страна. Значи може еве во моите два случаеви татковската фигура воопшто ја немало. Значи новопраксата моја со разводите има татковци што навистина премногу се борат за своите деца. Дури еден час од решението за видување кој ми е прекурачен се прави проблем. Гледаат што може повеќе да ги гледаат своите деца. Така да многу зависи каков е партнерот од другата страна. Најдобро е да се придржуваат на решението за видување или родителскиот договор, за да секој од родителите си има слободно време во деновите кога децата не се кај него, а во деновите кога децата се кај него да го посвети вниманието продуктивно на децата. Тоа значи да не се зборува лошо за таткото и за фамилијата на таткото. Значи тоа би го сугерирала и на татковци и на мајки. Нема ништо да постигнете ако вие на детето мало од 5-6 години му зборите дека таткото е лош, дека бабата е лоша, детето е лошо, само главчето му го полните со непотребни информации. Верувајте ми, детето, еве јас одличен пример, нити за мене зборувале лошо, нити јас сум зборувала лошо. Децата мои се и ден денес они немаат проблем. Татковците имаат деца и од други бракови, тие функционираат безпрекорно со тие сестри, значи тотално сме како едно семејство и покрај тоа што ние со татковците не сме функционирале како брачни другари, никогаш не се зборувало лош збор и секогаш
мајка ти како ќе каже така. Значи, покрај тоа што тие не биле во животот нивни толку многу секојдневно, како ќе каже мајка ти така. Значи, никогаш мојот збор не бил прекоруван. Што ќе стане? Да, и од другата страна било тоа свесно прифатено. Да, од една страна мене ми било навистина тешко, затоа што јас сум го донесувала одлуките, ама се друго јас сум правела. Ама од друга психолошки сум била олесната, дека нема никој да ми каже зашто овие чорапи си ми го облекла прљави во центарот да ме пријавува. Тоа е навистина агонија што се случува меѓу родителите. Значи, така да сметам дека секој треба да продолжи со својот живот, никој за никого дошло да не збори, едноставно до тука било и тоа е тоа. И уште едно кратко, значи кои се најчестите грешки кои што ги правите во вашето лично искуство, луѓето кога се во бракоразводна постапка? Грешки можеме ли да направиме некакви грешки кога сме во бракоразводна постапка кои што можат да наштетат, да ни наштетат лично, да наштетат на целата ситуација? Грешките што ги прават странките, мислам дека се тоа повторно ќе кажам во однос на децата, што децата ги вртат према себе, дали било со подароци, со финансиска обезбеденост, со одмори и така натаму, и им ветуваат нешто за разлика за да не контактира со мајката. Тоа е многу чест некој тренд се појавил кај татковците, да децата ги им ветуваат некои работи или нели по свое ги вртат, за да децата воопшто не сакаат контакт со мајката да има. Тоа е дете, манипулативно е. Тоа има добреба во тебе бидејќи ти си му родител. Сигурно не смета дека ти му мислиш нешто лошо, но на подолги стази тоа е многу лоша психолошка состојба за детето. Да. Така да сметам дека тоа е најголемата грешка што се прави. Треба да расчистиш емоционално дека тој партнер не е веќе твој партнер и дека тој за секогаш ќе остане родител на твоето дете. Да, кој знае колку сме правно подготвени, колку сме емоционално свесни во такви ситуации, можеби треба да се работи, убаво рековте, уште од најрана возраст, за да луѓето се подготвени на вакви или несакани ситуации. Сега, при крајот сме на изданието, сакам да позборуваме за вашето детство. Споменавте дека некако од колено на колено сте ја одбрале адвокатурата поради вашата мајка. Тоа беше причината, се заљубивте во оваа професија гледајќи ја вашата мајка. Каква е вашата мајка? Каде сте растена? Потсетете се малку на вашето детство. Па вака, мислам дека тоа дали свесно дали несвесно од нашите родители не било како наметнато, дека ние треба да видиме да се занимаваме со адвокатура, јас и сестра ми, као да не сме размислувале воопшто на некоја друга професија. Јас мислам дека кога се запишував во средно, гимназија Јосип Брос имам завршено, или на факултет, не се сеќавам како беше, им реков на родителите дека ќе одам на драмски. Дека сакам да одам да бидам актерка и тие ми кажаа никако не смееш да бидеш на драмски, од аспект на нели сменско работење, навечер работење, утре фамилија, семејство и така натаму, едноставно нели моите родители така размислувале. Не можам да кажам дека е нели погрешно, ама од денешна перспектива изборот на адвокатурата е навистина вистински за мене, бидејќи од една страна им помагам нели на луѓето, од друга страна го работам тоа што го сакам и за мене работата во канцеларија нема часови, немам јас саатнина, така да навистина ме исполнува и не сакам за изборот. Во однос на моето детство, мајка ми како карактер е многу подоминантна. Мислам, нели во бракот на моите, инаку и тоа сакам да го споменам, јас сум растена во едно премногу функционално семејство. Значи кај моите родители немало пороци никакви. И можеби затоа јас не сум ја знаела сериозноста на пороците кои што тие ги носат, да изберам мажи со два различни пороци, мислам тоа е премногу ретко навистина. Но сметам дека не е тоа грешка, но едноставно јас не сум очекувала дека тој порок може такви страшни последици да донесе, бидејќи во моето семејство јас сум живеела премногу здраво семејство. Мајка ми била подоминантна, дали адвокатурата ја правела да е тоа така. Татко ми бил секогаш нејзина поддршка, премногу голема поддршка. И таа нејзина доминантност, јас и сестра ми ја имаме до некаде наследено, што мене искрено во последниве години ми смета и гледам свесно да ја намалам, бидејќи не е толку убаво да си толку премногу доминантен, нели да го воспоставуваш авторитетот секаде, можеби во судница но не и до таа мера. Затоа што на луѓето од другата страна им пречи тоа. Така да свесно гледам да го намалам. А каде сте растана? Во кој дел? Во Црниче сум, во Црниче, кај Света Петка црквата, во центар, значи 15 минути пешки од градот. Завршив основно образование во Кузман Сивовски ПИТ училиштето. Инаку таму исто бев председател на одделението, секогаш организирав за време на патроните средби. Имавме настап со нели музички настап кој што јас ја спремав кореографијата, секогаш носев од дома касетофони за да вежбаме. Прводен лидер. Да, изгледа тие денови бев лидер. Малце во средна школа, мислам дека тој лидерскиот дел малце ми падна, не знам зашто. Можеби дека учев во денешно време во Јосип Брос, нели беа малце и денес познати некои личности што јас
не го гледав тоа така. И ова моево излегување на телевизија некако дојде спонтано, не сум имала претензија Да, такво нешто. затоа што давате добри стручни совети. Да, можеби така, но имам, значи со мене случај и во самата генерација имаме личности кои што денес се познати. Можеби тоа ми било за да јас малце бидам многу бев поедноставна. Во средно училиште исто бев солиден ученик, а се трудев нели да учев цело време, многу учев некако до втора трета година кога го фатив првиот дечко и после се поинаку. Ме пати пубертетот, да, али во глобала сум била, мислам, примерно дете. Имате блиска релација со вашата сестра? Имам, да. Таа е постара или вие? Таа е постара 2 години, да. Значи имате постара сестра. Имам, ама јас сум малце карактерно подруга, подинамична, сум малце подруга, таа е поемотивна, повеќе сака разговори, јас не сум толку по разговорите и ото иначе сме како близина, како сестри, да, имаме близина. Блиска фамилија. На самиот крај секогаш во Мама Визија прашувам која е вашата визија, вашата мама визија за вашите деца, што би им порачале на Калин, Лазар и Мартин, која е вашата визија за нив? Вака, јас би им порачала на Калин, Лазар и на Мартин, тоа им го зборам овие денови многу, да изберат паметно. Значи изборите во животот, дали биле за партнер, дали биле за професија, убаво да ги размислат и убаво да ги изберат, бидејќи изборот на партнер ти го трасира животниот пат понатака. И да бират тоа што тие сметаат дека за нив е добро. Значи ниту да го спуштаат својот критериум, ниту многу да го качуваат својот критериум. Бидејќи со личност која што интелектуално е на твое ниво, финансиски, материјално, карактерно е на твое ниво, ти можеш да имаш соживот. Значи, мислам дека тоа е многу важно да го изберат правиот партнер и правата професија, бидејќи во тој случај нема да имате еден работен ден и животот и семејството ќе им оди како песна. Одлично, убав совет е ова од лично искуство. Знаете што заборев да ве прашам, а рековме дека ќе кажеме како ги добиваат имињата, додека ви ги давам подаруците, вие раскажете ни како ги добиваат имињата. Ова е од Бокарт, накид. Се верувам дека ќе си го вклопите во вашиот стил, со здравје да си го носите. Како ги добиваат вашите синови имињата? Калин го доби името несвесно, татко му имаше баба Калина што се викаше и во тој период беше и тренд да биде нели Калин, некако таа генерација 2006 се добива, па одлучивме да биде Калин. Многу моја улога немаше во одлучувањето. За Лазар исто не знаевме како ќе се вика и на крај мојот татко имаше дедо кој што многу го сакаше, се викаше Лазар. И ние за да му направиме нели како чест, направивме ждрепка од 6 имиња и татко ми го извлече Лазар и така беше се падна Лазар, а во однос на Мартин исто не знаевме, сакав да се вика или Горијан или Ведран. На крај одлучивме да отвориме една енциклопедија во која што се отвори на Мартин Лутер Кинг. Да, и Мартин е крстен по Мартин Лутер Кинг. Така да сите си имаат некоја лична приказна за името. Интересно, да. Интересна приказна имате и вие. Ми беше огромно задоволство. Некако многу брзо ми летна времето и многу прашања останаа неодговорени, но си ветивме дека ќе дојдете повторно во Слободен печат. Ова уште еден подарок од нас од Фрида. Ви благодаривме. Јас многу сакам цвеќиња, така да многу ви благодарам. Одлично. Верувам дека ќе се вклопи таму во амбиентот во адвокатската канцеларија. Тоа е Фрида. Топло ви ги препорачувам доколку ви требаат букети, цвеќиња. Да, ги пратам на Инстаграм, одлични се. Дефинитивно се најдобри. Да. Бок арт е накид кој што е рачна изработка. Тоа се убетки и беч кои што верувам дека ќе ги вклопите со Густав Климт. Познавајќи ве вака и следејќи ве, верувам дека сакате уметност и дека одлично ќе уживате во подаруците. Огромно благодарам што ја прифативте поканата. Верувам дека убаво си поминавте. Многу убаво. Ви благодарам и вам. И јас верувам дека и вие почитувани убаво си поминавте, следејќи на овие час и неколку минути. Верувам дека одговоривме на многу важни прашања. Некако сакав да опфатам што е можно повеќе, но ете ветуваме дека повторно ќе имаме адвокатката во рамките на Слободен печат и ќе одговориме конкретно на прашања поврзани со разводи и со семејното насилство, но и со многу други прашања поврзани со адвокатурата кои што ќе ви помогнат вам. Ви благодарам што не следевте, продолжете да следите Мама Визија на YouTube каналот на Слободен печат. Не заборавајте да стиснете лайк.